черешни се. Дай ми ги на мене, и аз да ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Севда, севда моя, севда да ми излези. Твоето устелено мори, костурско кутивче. Дай ми го на мене, и аз да го отворам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Севда, севда моя, севда да ми излези. Твоето лице Село Панчарево, оддалечено 20 на километри од Елчево, ридско-планинско, сега со не повеќе од 200 жители, мами со своето зеленило и убавина. Емотивно поврзани и горди со него се жителите кои живеат и живееле во Панчарево. Меѓу нив и Чичко Спиро. Се почна од едно писмо кое пристигна на наша адрес. Писмо кое воедно беше и покана за нас од Чичко Спиро. Во своето писмо тој опишуваше колку може да биде убаво, живо и весело едно раселено село, кога барем за еден ден ќе се вратат неговите поранешни жители. А тој ден за нив не е било кој ден, туку Петровден. Домакински пречекани од домакинот, ја започнавме приказната за Панчарево, во еден ден просветлен од празникот Петровден. Што ве натера и оваа година на овој свет празник да организирате еден ваков собор? Прво на благодарност до вашата телевизија, што ми правите почит и е на големо уважение за мене, а одговорот е следниот, пошто неколку години бев одсутен од тук од село Панчарево и нон-стоп бев по патиштата низ Блиски Исток, Западна Македонија, Источна Македонија, на сите страни и по цела Европа. И едноставно бех одсутен и бех љубоморен што не присуствувах на тој ден. На се тоа гледам дека после колку години изгаснува времето кога се слави како што треба да се слави. Сите кога ќе дојдеме горе, едно време имаше и музики, имаше и се. Сега беше згаснено. Благодарејќи на сите мои пријатели и обожаватели, сега организираме заедно со Културниот дом од Делчево. И сум благодарен и до нив посебно, заедно со вашата телевизија. И едноставно тие ми имаа прифајнено како свој човек, а јас нив и вас. И ви благодарам многу за вашето учество, што ми учествувате и што ми допривредувате да го организираме и да го славиме нашето село. Благодарим. По многу патувања и еве, велите дека сте работели на многу, сте патували по многу места. Што ве натера повторно да се вратите во Панчарево, тука и да живеете? Па јас сум веќе пензионер, 3-та година, и најзанимливо ми е и самите видите дека самата природа и самата вода и воздух ме носи тука за да си го продолжам едноставно помирен и поспокоен живот. Твоите очи лено мори, воденски черешни се. Дай ми ги на мене, и аз да ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Севда, севда моя, севда да ми излези. Твоето устелено мори, костурско кутивче. Дай ми го на мене, и аз да го отворам.
Денот на верскиот празник Свети Петар и Павле, поточно Петровден, за жителите од село Панчарево е посебен. Ден кога се собираат далечните роднини и пријатели на едно место, во дворот на црквата Свети Димитри. Црква стара над 200 години, во која се наоѓаат едни од најстарите фрески и икони во пијанечкиот регион. Ѓорги Крстевски, член на црковниот одбор, раскажува за црквата и камбанаријата која го означува секој верски празник. Вика се Ѓорги Крстовски. Млади моп наши, селски го така знаеме и така ви го кажуваме. Само нека ви каже што работи и како работи. Кажете ни колку е стара црквата? За црквата не знаеме, лете вика дека са 200 години е, ама за 200 години, са повеќе нагоре, не знам. И туа работеше понапред Стари свет, такова, четворица беа, ама ни почина свето. И после ни запанаме па четворица, викаше се Славе Мајсторски и Тибо, они почина. А сега тоа што е туа со мен што работи, Славе Јованести и јас Ѓорги Крстовски. И чистиме, туа работиме, те на празници на такова, камбана да чукаме редовно, ама пари не зема. Ние сме решили за здрави да се работи. 15 години работим и така. Колку народот еве од ова село е верски настроен? Колку ја почитува верата? Верата, тие постарите, младите, слабо. Така, дојде, са дојде, на празници на такова, а минече за пречестие такова, слабо, некоја постара жена дојде. И така. Кажете ни за камбанаријата. Исто толку е стара колку што е црквата или? Исто. И црквата и камбаната тоа е едно се. Само летикам 200 години вика дека има, само горе колку. Осме ние млади, тие постарите може да знали. Секој празник камбаната отчукуван? Празник, недела, иначе празниците е Велиден, Божич, тие, тоа доле празник и обавезно. До сега не е оставено општо.
Мирисот на црковната манџа привлекуваше погледи, каде дзирнавме и ние да видиме како се приготвува денешниот рецепт, кој се готвеше во 10 котли за да нагости околу 500 гости. Колку курбани има оваа година? Оваа година има 8 курбана. Са неколку години од јас ка почнах да работа таа работа. Традиција останала од стари, Свет Текада, Петровден и Линден и Митровден курбање колене на сите трите празника. Се на Митровден малку помалку и Линден и Петровден се појаки малку, по 7-8. А Митровден малку помалку, до 4-5. Кој е спонзор за курбани? Спонзор за курбаните, од каго направиме, одради се некоја цена соодветна да се покриеме со трошковите што се земени, бравчињето, овцителе, што се земено. И така да одради се цената, да че примерно колку ќе е таму и видиме према трошковето. Колку гости очекувате оваа година? Па што знам, ќе видиме. Малку торник, колку да има. Ку 100 колака треба да има. Рачунаме. 500 души. Да. Мисля, фамилија околу 100 да има, да. А па од фамилија иде по 4 члена, по зависи кој колку члена има. Од каде се доаѓаат овде гости? Па доваѓа, има си од Панчарево што са иселени, има и од Уштип доаѓаат, а тука еден Уштип има моментално. Делчево, Берово, Пешево се доаѓа. Мисля, били порано у Панчарево живеали, били са иселени у градовето и си наврвува за курбанот да си дојдат да си го поземат. Оти има си таа традиција, има си поштовање на Божја работа. Меѓу гостите беше и градоначалникот на општина Пехчево, кој не заборави да ги спомене напорите кои ги прави општина Пехчево, за да село Панчарево стане туристичко место, кое ќе привлекува гости од цела Македонија па и пошироко. Па, јас сум учествувал во село Панчарево, ама денес специјално за верскиот празник кој го чествува ова село, Свети Петар, Петровден значи патрон на селото, и да го посетиме храмот и да го посетиме Панчарево и да ги видиме со граѓаните. Секоја година ли идете на овој празник? Редовно доаѓаме секоја година на Петровден во село Панчарево на свечен ручек и на представа на забава со луѓето и со културно-уметничките друштва што доаѓаат од Делчево, од Пехчево и така. Ова село сигурно е гордост за општината. Па да, сега почнува и да се ревитализира со последните мерки што се од влада со давање на земјоделско земјиште, субвенции, почнува да се враќат луѓето и да се посветуваат значи на нови насади, на вишна, на слива, чување стока и се надеваме дека ние како општина се трудиме да инфраструктурата да подобриме, се гордееме за село Панчарево. Што се однесува до туризмот, дали ова село ги привлекува туристите надвор од општината и од Македонија, може? Па да ви кажам, тука заедно со некои почетоци, селото е атрактивно, ние размислуваме во програмата за алтернативен туризам да го вклучиме и село Панчарево. Има од швајцарската амбасада сега некои проекти, некои средства за 25 објекта, 25 куќи да им се стави. Не знам дали ќе добие приматот село Панчарево или село Негрево, или може да се подели во 2-3 села, ама селото е атрактивно, има услови да потпадне значи под тој проект
да се стави столарија на 25 објекти и исто на 25 објекти се стават со сончеви колектори, да се подготват услови за сместување на туристите. Иначе века доаѓаат, атрактивно е, но не може да се задржат, пошто нема услови за сместување на гости. Освен за Петровден, собирни денови во село Панчарево се и празниците Свети Илија и Свети Димитрија. Меѓутоа на Петровден, масовноста е најголема и организацијата на највисоко ниво. Жителите раскажуваат за некогаш и сега. Јас сум родена 42 година. Заврших основна школа тука во Панчарево. После имаше и 8 деление. И беше многу убаво и весело за тоа време. Имаше доста игранки. Бех во играна група за тие години во моите млади години. Бехме Бехчево, земаме првата година трета награда, втора година земаме втора награда, трета година прва награда земаме. Бееме толку спремни младинци за тоа време. Сега, јас сум мажена во Ландово, село Пирава. Имам 2 сина и 2 снаи и 3 внуци. Убав ми е многу живото. Секоја година ли идете? Секоја година идеме за Петровден тук. Како било некогаш, како е сега, еве на овој празник? Некогаш на овој празник имаше музика, оро, црквата се отворена беше, исто како сега и курбан, кој се колеше и сега и се колеше курбан, пак, истото. Беше многу повесело, многу народ имаше. Овие 2 години тук и сега е весело? Јас сум 3 години тука на Петровден, секоја година. Многу е убаво и пак е весело. И ако народот е излезен, прават си разоноди убави. Многу е убаво. Јас може да кажа дека е многу убаво за тоа време. За овие години како народот што е иселен по градовите, па се враќа народ, си го поштува родното место. И многу е убаво. Црквата е многу старо време, мајка ми е 15-та година родена, она не знае кога е правена. Свети Димитрија, црквата се вика. Секоја година славиме Свети Петровден, Илинден, Ѓурѓовден и Митровден. Тие и славиме. Петровден е Петровден прво, после оние празници. Се си колат курбан, збираме се цало село, платиме си кој колку може и додат на црквата. И гости од цало Панчарево и од друго место кој иска. И така. Кој го организира оваа година курбан? Има си црквени. Црквата си има таквија што пазарат овците и си одбор од црквен. И така. Како било некогаш, како е сега? Која е разликата? Кој не понапред, не се е правило през неколку години, а сега некоја година, од јака знам, јас сам 52 година, многу си арно беше, многу се свет собираше, многу имаше. Те сега 2 години, па ни доđа и дечичка, играорна група, од секаде са канени и така. Свет како однемува, ама паси се собира, на тие празници се па собира. Ние не живееме тука, свекор ми од Панчарево, имаме рода и за това сме дошли. Поканени сме и си дојдехме на гости да се видим и родата. Секоја година ли идете? Па секоја година баш не идеме, ама кога имаме време, да одиме. Некогаш е по-друго било, сега е по-друго. Орно е. Некогаш е по-така било, оро нема. Втора година поред овој масовен собир се збогатува и со културно-уметнички настапи и настапи на естрадни уметници од нашиот крај. Забавата започна со песна за Петровден, компонирана од нашиот домаќин Спиро Трајановски, кој им посака добре дојде на сите гости и пријатели. Добар ден, Македонијо! Добар ден, Панчарево! Честит празник Петровден до сите! И благодарувам за вашиот допринос, што сите тука што ве гледам, ви го збогатувате денот и прославата на село Панчарево. Браво! Чест ми е, кога ти кажа дека сум од Панчарево. Повод имам. Имаме убава школа Гоце Делчев. Описменети
научени и доучени. Имаме од сите кадри. Имаме генерали, адмирали, имаме машинисти, врховисти од сите врсти. Така да нашето село може да се представи од сите како побогато село со доста добар учен кадар. На цела среќа и вие сте од тие, денот ни е благословен за дружба, наречен Петровден, да се дружат сите и стари и млади. И чисто задоволство ми е што баш денеска така убаво се пособраваме, да се изповишариме од сите страни и да ви се заблагодарам сите дојдени, за до година да бидеме все повеќе и повеќе, традицијата да ни расте и да ни не достижна. Треба да не заборавиме на дедовците и прадедовците и днината да наставиме и да славиме. Благодарам на сите дојдени. Кажи, кажи, старале мајко, што да правам? Години минаја, срамој ме скина, не можам да се оженам. Години минаја, срамој ме скина, не можам да се оженам. Земи, сине, бела промена, облечи ја ти, па у село иди, народ да те види, денеска е убав ден. Денеска е убав ден, денеска е светол ден, денеска е Петров ден. Црква влези, свеќа си запали, земи прекрсти се. Земи прекрсти се, крсто целуни си, срамо прогони си ти. Земи прекрсти се, крсто целуни си, срамо и прогони си ти. Па излези, ај на свирки плати, ти орофати. Мома си одбери, дома ја одведи, сине ожени ја ти. Мома си одбери, дома ја одведи, сине ожени ја ти. Денеска е убав ден, денеска е светол ден, денеска е Петров ден. А сега го замолуваме да дојде Манчевски Јован. Добар ден на сите панчаревци и сите гости од околината и од пошироко. Јас сам Јованчо Терзиски од Цурковската мала. Иселени сме од некаде околу 50 години од тука. Ама ако приметите дека дувам нешто албанџиски, да ми кажете и да ми се скарате. Колку по-далеко сам од Панчарево, толку нешто ме повеќе врзува. Колку повеќе ми се бледат, ми се избледнува ликовето на луѓето, на човеците, извинете, толку повеќе ме приврзува кон нив. Јас во оваа школа сум завршил 4-то одделение. Ова училиште беше Гоце Делчев и остана Гоце Делчев. Запишан бе во бугарско време. Значи, кога учителите беа назначени од Софија, кога се оште бугарите беа тука газди. Првиот партизански говор сум го слушал, таму имаше едни скари или викаме степеници, на ни се качи едно момче од Грижовци, викаше се Перо Грижовски. И он го држа првиот партизански говор, кој што мене ме фана страх, иако јас имах тогај само 6 години. Оти кажуваше дека шумкарите не се шумкари, туку се партизани, и кажуваше дека бугарите се окупатори и дека нашите партизани ќе ослободат. И дека после тоа ние ќе живееме во една самостојна, обединена
и целокупна Македонија, дека ние ќе сме газдите на оваа земја. После тоа имаме рецитации на краја на годината. Јас и сега се возбудувам од првата рецитација, исто ми е како да сум од првата рецитација, се возбудам од состојбата која е. Ако сега се подсетам на тие денови, кога тука имаше некаде околу 200 ученика, а кога беше осмолетка и повеќе од 300 ученика, а сега има само 4, знаете ли дека се чувствува многу лошо? И кога овај двор и оваа црква беа исполнени со народ, кога не можеше да дојдеш да се причестиш за тоа што беше гужва, и кога Попсандо викаше од Пехчево кој ќе дојде, ама жени не се бутајте, сите ќе дојдете наред. Ако некој отвореше повеќе устата, викаш, уси зинала, толку ќе ме гътнеш и мене. Ако некој неќе да зине доволно, оти сака се цибри, викаше, а ти бариш зини, или не ти давам на тебе да одлажишка. Мислам, тоа време беше за мене убаво за тоа што бех многу млад. А сега, за да се врна од тие години, напишал сам некоја книга. Една книга поезија и оваа година една книга раскази и анекдоти. И ја ќе ве замолам сите што има интерес кон книгата, нека дојдат после, нека си земат по една книжка, кој што иска. Важно дека инспирацијата е Панчарево, дека свето е панчаревски, дека ликовето се автентични, значи ништо не е измислено, и затоа на сите панчаревци им се извинувам ако случајно некој го навредам, или ако случајно е навреден низ моето пишување. Јас длабоко им се извинувам на луѓето, ама тоа ми е на мен, или ми е пренесено, или јас сум сведоков на сите тие случаи. Ја ви благодарам. Со своји ора и песни настапи и културно-уметничкото друштво Јане Сандански од општина Пехчево. Директорката на Домот на културата од Пехчево најави дека со задоволство прифатиле да бидат дел од овој народен собир и со своето учество да ја збогатат програмата. По верскиот празник Петровден ни дојдовме да дадеме поддршка на оваа манифестација, која се надеваме ќе прерасне во традиција. И секојаш имат, селото Панчарево има поддршка и соработува со општина Пехчево и со другите градови. Со што ќе настапите? Ќе настапиме со 2 македонски ора, со една песничка од фестивалот Распеано Малешевче и со хорот кој во склоп на нашето културно-уметничко друштво. Сакам на сите верници да им го честитам празникот Петровден и Паловден, им посакувам многу здравје, успех и долг живот. На нас не ни преостана ништо друго освен да уживаме во настапите на другите културно-уметнички друштва и песните на младите надежни естрадни уметници. Я знаю.
Mladost, goro me sestro, nema da se vrati. Na grozdje, lele grozdenko mome, grozdenko mome, grozdenko. Panalo sija, padarče, lele grozdenko mome, grozdenko mome, grozdenko. Grozdenko mome, grozdenko mome, grozdenko. Tak saj si grozje, tak saj si lele, belo si lice za grozje, belo si lice za grozje. Milo se moli, lele, padarče milo, padarče milo, padarče. Grozje dobije, ubavo, lele, lice to mije, tak sano, lice to mije, tak sano. Grozdeno mome, ubava, lele, ti si milika, prilika. Taksa se grozje rastura, lele, nije da si se zemime, nije da si se zemime. Благодари ме. Oscoli di
На заминување назад се поздравивме со домаќините и селото, со надеж дека оваа традиција за заживување на село Панчарево на празникот Петровден ќе продолжи и во наредните години, а меѓу бројните гости повторно ќе бидеме и ние. Кажи, старале мајко, што да правам? Години минаја, срамој ме скина, не можам да се оженам. Години минаја, срамој ме скина, не можам да се оженам. Земи, сине, бела промена, облечи ја ти, па у село иди, народ да те види, денеска е убав ден.